За овој горлив проблем со кој што се соочуваме како општество, питачењето, односно децата на улица, во студиото разговарам со мојот гостин Оливер Бошковски од Меѓуопштинскиот центар за социјална работа Скопје, оддел деликвенција, односно служба за заштита на деца во ризик и деца во судир со закон. Добар ден и добре дојдовте. Добар ден. Господин Оливер, каква е моменталната состојба со децата питачи во главниот град? Дали се забележува пораст или пак можеби намалување на бројот на деца кои питачат? Па вака, односно тоа што располагаме со податоците кои што ги прибавуваме од терен, се намалува бројот на питачи, ама пак тоа е во сооднос нели и од времето, од годишното време, од временските услови, дали можат да излезат, дали не. Ама во целина зборуваме дека има намалување на бројот на питачи. И претходно слушнавме, но сакам да слушнам и од вас во однос на тоа што го работите и го правите директно на терен во рамки со справување или со овој проблем. На кои локации најчесто ги среќаваме овие деца? Па најчесто се среќаваат на пофреквентните локации. Тоа се дали семафорите, дали во централното градско подрачје, каде што циркулираат туристите, и таму се најмногу се среќаваат, зборувам во градот Скопје. Дел од нив ни се дел од секојдневието, веќе ние ги познаваме нив, тие не познаваат нас, знаеме да си направиме и убав разговор, а понекогаш да им дадеме и нешто од нашите пари, но за тоа малку подоцна. Меѓутоа, оно што е најважно прашање, кои се најчестите причини поради кои децата се на улица и питачат? Дали станува збор за исклучиво за сиромаштија или пак има и други фактори, семејна негрижа, злоупотреба или пак други организирани форми? Па сето ова што го спомнавте, сето е вклучено, значи најмногу доаѓаат децата питачи од семејствата каде што се социјално необезбедени, материјално необезбедени, значи најчестите се од таму, додека се врши многу голема злоупотреба на децата со тоа што се злоупотребуваат секојдневно. Зборувам за доприносот да го дадат на некој друг. Значи, децата се, како деца, не знаат, не можат и нема каде да се обратат за да окажат своето. Затоа треба да се превенира од секоја една институција во однос на тоа, за да може да се намали и целта е да се спречи питачењето и злоупотребата на децата. И пред да проговориме за надлежностите и секако тоа што треба да го направат надлежните институции заеднички, мораме да проговориме за клучниот проблем, а тоа е родителската одговорност. Дали овие деца доаѓаат од одредени ранливи категории? Па да, доаѓаат од ранливите категории. Тоа е негрижата на родителите, значи недоволното образование, невклученоста во образовниот систем на децата, пред се ги занемаруваат и допуштаат да се случува тоа што секојдневно го гледаме по улиците и по градот. Неверојатно родителите да дојдат до некаква финансиска корист под некаков изговор дека им се потребни финансии за да можат да преживеат или да ги прехранат децата, ги занемаруваат или воопшто не помислуваат за ризиците. А со кои ризици се соочуваат децата кои питачат на улици и како тоа влие и на нивниот психолошки развој, а потоа и на образованието кое исто така е клучно за да можат понатаму децата да се вклучат во општествените текови? Па еден и главен ризик е исто така, значи непосетувањето, редовно непосетување на образованието, значи не се образуваат, тоа е првиот ризик. Вториот, злоупотребата, значи ќе доведува до трговијата со луѓе, до тој степен ги злоупотребуваат, ќе завршува со киндапирање и не знам уште кои фатални ризици по здравието, животот, безбедноста на едно дете. Так. Затоа, како центар се превенира, се насочуваат, се делува стручно советодавно, се работи со родителите на начин да може да се канализираат, за да може да влезат фактички во
секојдневното општество. Ко споменавте центарот и практично дојдовме и до онаа прашање што се однесува на институционалниот одговор. Како постапува центарот за социјални работи кога ќе затекне дете на улица? Кој е првиот чекор? Дали детето веднаш се отстранува од улица? Што понатаму? Па ние како Центар за социјална работа, значи имаме мултисекторска соработка со Министерство за внатрешни работи. На терен делуваме со нив, излегуваме заедно во соработка, значи детето се тргува од улицата, се превенира, им се дава првото предупредување, ќе кажам на некој начин, укажување со тоа што да не се повторуваат случаите, да не излегуваат повеќе, да не се питачи. Ги повикуваме во центарот, дел од нив се соработливи, поголемиот дел не соработуваат, ако дојдат се јават, мислам еднаш, потоа веќе нема пристап до нив, не можеме да пристапиме за да може да спроведуваме мерки на помош и заштита спрема децата. Сега она што ме интересира посебно е каква е постапката, односно процедурата со родителите или старателите. Дали се изрекуваат некакви мерки и казни или најпрвин, дали едноставно доаѓате до вистинските семејства и имињата на родителите за да може да реагирате и на тој начин да се пристапи и кон тргнување на тоа дете од улица? Па да, некои од нив веќе им се познати и на МВР и на нашата институција, на центарот. МВР ќе дојде до родителите, додека не ги најдеме родителите ние, значи детето ќе го задржиме, нема да го дадеме на било кого. Делумно од нив нема документи, не им се признати биолошките родители, па малку настанува ситуација со која мора да истражуваме, да знаеме кој е родителот на кого може да го дадеме детето, за да може да ги повикаме, за да може да соработуваат и да им биде укажено сето тоа. Мерките се преземат на тој начин што прво се изрекуваат мерки на помош и заштита спрема детето. Значи се делува во Центарот стручно совет одавно, има стручни тимови кои што работат со деца, кои што се состојат од психолог, педагог, социјален работник и правник. И мерката е пред одземање на детето вршење на родителски надзор на родителите, нели за негрижата за поставување на децата. Тоа е една мерка пред одземање на децата. Доколку Центарот констатира дека родителите немаат доволно родителски капацитет за да се грижат за нивните деца, тогаш Центарот може да пристапи да им ја одземе родителското право врз децата. За да дојдеме до оваа ситуација треба да се работи на терен, да се истражуваат локациите каде што има вакви дечиња и нели да се реагира, па би сакала да ми кажете како изгледа работата на терен и дали имате доволно мобилни тимови кои што можат да го опфатат подрачјето на главниот град. Мобилни тимови, да, имаме тим, ние во нашата службата за заштита на деца во ризик и деца во судир со закон, функционираме на тој начин што секоја една недела го менуваме тимот. Ние што сме во службата си формираме наши тимови со кои што излегуваме по потреба и ако се констатира или по пријава дека некаде има кај што питачат деца, излегуваме, пак ќе спомнам во соработка со МВР, се постапува, одиме во полициска станица и оттаму почнува процедурата. Сега посебно ми интересира колку е лесно или тешко да се воспостави контакт со овие дечиња кои што ги наоѓате на улица да питачат и да се стекне доверба нели на децата во однос кон вас како социјални работници и дали по вашата интервенција има случаи кога децата повторно се враќаат на улица? Па по интервенцијата да, се случувало да има рецидивисти пак, значи да повторат исто, мада сега се намалува тој број, не се повторуваат истите. Во склоп на центарот е и дневниот центар за деца на улица, кај што децата одат, за секојдневно може да одат таму, значи имаме пак таму стручни лица кои што работат со нив, има деловно образовен процес, ги учат за некои вештини кои што може да им користат во текот на животот. Не секој го прифаќа тоа, со некој можеби неколку пати ќе го посетат, потоа не се тука, болни се, не сакат да излегуваат.
И довербата за да се стекне кај нив треба да се работи, да се разговара со нив. Они се соработливи, децата како деца соработуваат, додека пак како што спомнав, делумно родителите соработливи, делумно не. Да, треба сериозно да се работи кон приближување и стекнување на довербата на овие деца кон социјалните работници, да знаат дека сте им пред се пријатели кои што работат за нивното добро. Да, тоа им го напоменуваме. Така. Дека тука се да разговараме во нивна заштита, за да може да им помогнеме на некој начин, да ги тргнеме од таму кај што се на улицата, за да можат како секој нормално дете да можат да посетуваат и воспитно-образовен процес, да играат, да се дружат. Да не го поминуваат детството на тој начин кај што се насочени од луѓето што се околу нив, ќе кажам делумно дали родителите, дали некои поблиски луѓе. Кога говориме за општествените проблеми со кои што се соочуваме во државата, многу често прстот го вперуваме кон институциите кои што треба, нели, навремено и правилно да се извршат работата за да може да се дојде до конкретни позитивни резултати. Би сакала да ве прашам кои се најголемите предизвици за вас како меѓуопштински центар за социјални работи во справувањето со овој проблем. Имаат ли институциите доволно ресурси? Што треба системски да се подобри? Затоа што и вам ви требаат услови за да можете соодветно да постапувате на терен. Ресурси има делумно центарот, значи преку Министерството за социјална политика. Ни требаат, тоа е факт дека ни треба дополнителни ресурси, секој ресурс е добредојден. Еве може да споменам отварање на нов дневен центар, би било добредојдено. Тоа значи згрижување на повеќе дечиња во секојдневието, што ќе може да одговориме значи на моменталната состојба што се случува по улиците. Едниот дневен центар што не згрижува дечиња, значи моментално има 8 згрижени деца, кога би имали уште еден да згрижиме уште толкова бројка, би ни било многу голема помош. Ете, таа е потребата на која што треба да инсистирате за да може, нели, да се влијае позитивно во подобрување на можностите за овие дечиња кои што треба дефинитивно да се тргнат од улица. И кога говориме за причините зошто имаме деца питачи на улица, морам овде да истакнам дека понекогаш и ние како граѓани несвесно го поттикнуваме овој проблем со тоа што им даваме пари на децата питачи кои што ќе ги сретнеме на улица, на семафорите низ градските улици. Како треба граѓаните да се однесуваат? Дали треба да им даваат пари на овие дечиња? Јас мислам, според нас не треба да им даваат пари, затоа што со самото давање пари, значи тоа го поддржуваме и го поттикнуваме. Во некои држави се спроведува на начин што доколку некој ќе му даде пари на дете питач на улица, значи му се изрекуваат и казни. Тоа е регулирано справување со проблемот. Регулирање, да, со закон, за да се реши проблемот на некој начин кој што децениски се веќе провлекува. Да се реши проблемот, им се изрекуваат парични казни. Но оние граѓани кои што ќе дадат пари на питачите. Со тоа мислам дека се прави некаква превенција во однос на спречување на питачењето. И мислам дека посебно ќе ги интересира гледачите и граѓаните како правилно да реагираме кога ќе видиме дете на улица и каде може да се пријави ваков случај доколку во моментот процениме дека на тоа дете му е потребна помош и не треба да биде таму каде што е. Доколку се забележи некој дете питач, тоа е секако дете во ризик, кој што е, значи може да се пријави дали во Центарот за социјална работа, на мејл, имаме два телефони на специјализиран тим кои што се 24/7 достапни, или во полициска станица. Имате ли такви јавувања? Секојдневно имаме јавувања за питачи, излегувања на терен. И по секоја една пријава се постапува, се излегува.
Споменавме и претходно дека клучна е заедничката соработка меѓу институциите кои што се директно инволвирани во откривање и решавање на овие проблеми, значи Центарот за социјални работи, полицијата, образованието, тука нема да го исклучиме и секако родителите, семејството кои што исто така директно се вклучени треба активно да се работи со нив. Колку сте задоволни од ова меѓуинституционална соработка? Па да, најбитната работа е меѓуинституционалната соработка. Сами не можете да постапувате? Ние не можеме да се справиме, не можеме да постапуваме сами, не излегуваме сами на терен, ке споменам, зашто не знаеме на што ќе не идеме од другата страна. Ние сме задоволни од мултисекторската соработка со МВР, ќе кажам, и општините, да не ги заборавиме, и локалните самоуправи, кои исто така имаат своја одговорност. Да, на еден начин сите сме, целото општество имаме одговорност во однос на овој проблем и треба сите да реагираме, да постапуваме на секој на својот начин за да може да се спречи питачењето, ќе кажам, злоупотребата на децата. Во крајен случај, нели ги спомнавме и граѓаните, и тие може да дадат свој придонес и да не им даваат пари да го поддржат, нели, појавата на овој проблем, но и да пријавуваат вакви случаи со тоа што ќе им помогнат на децата да не бидат на телефонските линии, како што споменав, имаме телефонски линии на кои што можат во било кое време да се јават, да пријават и добро би било да пријавуваат, зашто тоа е секако за доброто на децата. Да се пријави, да излеземе, да видиме кој злоупотребува, кој што прави, ги кажам, кој ги наведува на тоа што го прават секојдневно, зашто не посетуваат воспитно-образовен процес, не се на училиште, не се како сите други деца, тука ги злоупотребуваат и оставаат секојдневно по улиците. И би сакала да ве прашам, кој е најчестиот под наводници изговор на родителите кога ќе најдете дете на улица и ќе се соочите и со детето и со родителите? Кој е нивниот одговор? Зошто нивното дете било на улица и питачело? Па сега, нели вака, различни родители, различни одговори добиваме. Некои од одговорите се дека тоа го прават затоа зашто немаат екзистенција на друг начин. Другите со некакво, ќе кажем, иземување од тоа дека не питачеле, само во моментот се нашле таму кај што биле затекнати, но не било питачење, децата не знаеле што прават, застанале и ред други искази, ќе кажем, од родителите, кои што на некој начин тие го поддржуваат тоа децата што го прават за некоја си финансиска материјална корис. Ги охрабруваат, значи, децата да го прават тоа, да го продолжат. Затоа пак ќе споменам, тие родители се најтешки за соработка, со нив соработката оди многу тежното. Да допреме до нив, да им го кажеме тоа дека децата не се за тоа на што го прават и они кај што им ги насочуваат секојдневно. И некако да го заокружиме разговорот со прашањето кој е најважниот чекор што како општество треба да го направиме за да нема деца на улица? Па сега тоа е деликатно, мислам дека сите треба да бидеме вклучени, кој што споменавте вие. Апсолутно во соработка со сите служби, луѓето, самосвеста на сите граѓани, општинските организации, сите да помогнеме, да допринесеме за да нема, да речем, да се намали и да нема деца питачи по улиците како што е во моментот. Јас ќе ви посакам успешна работа во иднина во смисол будно да ја следите состојбата на терен, да ги лоцирате местата каде што најчесто може да се забележат дечиња кои што питачат, да реагирате благовремено и соодветно да може тие деца да се тргнат од улица, да бидат во училишните клупи, да бидат дома, да се играат со своите другарчиња и да ја почувствуваат топлината на домот, семејството, но и да можат социјално да се вклучат во општеството, затоа што сите деца го заслужуваат тоа. Да, така е, сите се насочуваме кон тоа. Мислам дека во моментот се справуваме добро и ќе продолжиме да превенираме. Ви благодарам многу за гостувањето. Ви благодарам на поканата.